Две најголеми политички партии, еден главен град, две различни програми. Имаат ли нешто заедничко кандидатите за градоначелник на Скопје? Скопје мора да дише чист воздух. Па затоа ветувам дека ќе направиме пола милион квадратни метри со зелени површини. Зеленилото е императив. Како? Зеленилото е императив. Точно така. Зелено Скопје е императив како за Петре, така и за Коце. Повеќе на оваа тема вчерашни разговараше со секретарката во Паркови и Зеленило и директорка на Цветниот пазар во Скопје, господја Цвета Ружанов Трендафилов, која внимателно ги анализираше програмите на ВМРО ДПМН и СДСМ. Кажете ми, вие како стара скопјанка и цвеќарка, како ги оценувате заложбите за Зелено Скопје на опозицијата и позицијата? Јас како стара скопјанка сум поќе за зимзелено Скопје и да се клава поќе зимзелено. Значи може например Борче мој да се клави, мислам. Кој Борче, хирургот Борче? Се зезам, продолжи. Зимзелени поќе дрва, например, еве нека се увезат молики. Од тие се многу убави дрва. Плюс сите знаеме вака стари скопјани кои ќе ојме битола, значи тоа мискојна мириса моликата кој ќе размириса, многу е убав, не знам. Ако може само малку радиото потивко. Така. Кажете ми, која партија очекувате повеќе да засади? Па видете сега од досега ВМРО ДПМН е она што го имаме видено, нели? Поќе се наклонети кон тропските билки и како дрва најчесто палмите. И речните дрва во нели кај старите скопјани познати како вардарски врби. Кажете ми што е со новата власт, нели валја доаѓа живот и за дрвјата. Во програмата има секој инвеститор што ќе гради во Скопје мора да засади по 3 дрвја по стан. Видете вака, јас тој дел од програмата мислам дека не е нив нешто многу убаво разработен, оти генерално многу бесправно се гради и сега треба тука да се дода и нешто, например на секоја соба изградена бесправно, треба да се кладат по 2-3 сакси хризантеми, божури, па да има тука доста гипсофила, па да има лалиња, да се извадат темјанушки на пенџере, значи правиме муабет за посериозни зафати околу зеленилото. Тие некако многу штуро тоа го имат нафрлено и на крај многу убаво знаеме, значи СДС зашо се дојдени за власта, да не се лажиме сега, мислам. Добро, а албанските партии? Тие си имат свои канали за снабдување со огревно дрво, нивни си се тие, нема тука шо, плюс од дрвја и шуми нив ги интересира само шумска полиција. Ви благодарам многу.